Добар ден, почитувани, добре дојдовте во најновата епизода на магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Од незнање или пак од сосем погрешни побуди, како што е надпреварот меѓу родителите чие бебе е поднапредно, децата во првите 12 месеци од животот прерано се поставуваат на нозе, што може да биде опасно. Денеска ќе дознаете кога бебето треба да седи, кога да почне да ползи. Дали се препорачува употребата на носилки како што се кенгурите, на која возраст бебето би требало да проводи, дали овој процес би можел да се забрза. За сето ова, но и многу повеќе од разговорот со денешниот гостин, доктор Антонije Хаджиантоновски, ортопед во Орто+5. Докторе, добре дојдовте во 0+ месеци. Добро најдов. Пред да дојде бебето на свет, обично родителите одат во продавница за бебешка опрема за да ги обезбедат неопходните реквизити. Дали релаксаторот е потребен и во првите недели од животот треба ли бебето да се постави во релаксатор? Одговара ли таа положба на неговото тело, главчето? Релаксаторот е алатка која што според мене не е потребна, но може да им се најде некој пат за да го остава детето, зашто кај нас постои паника кога треба детето на подот да се стави, а најбавиот релаксатор е подот според мене, не е креветот, зашто креветот многу често не паѓаат децата на подот. Подот едно тепикче на кебенца, стави го детето и тоа е најбавото место кое што дете може да се развие. И тоа може од првиот ден да биде таму, дури кога е новороденче. Апсолутно нема ништо да се случи. Нема разлика помеѓу подот и помеѓу креветот. Родителите велат промаја дува на подот. Тоа промаја се докажа сега дека не ги убива македонците веќе промаја која седат тука фани со два прозори отворени, промаја не им смета, така да промајата веќе прифатена како нешто нормално во животот и треба да го смениме тоа мислење. Што се однесува до купувањето, тука би им дал еден совет, ама ретко кои родители читаат пред да одат да купуваат што да купат. Не би советувал да купат дрвен кревет за новороденче, затоа што многу често имаме повредени деца. Оне што е со решетки? Со решетки, да. Пошто нели оградичките некој пат сме ги наместили, не сме ги наместили. Новороденче не е толку проблем, ама таму кога ќе направи 6-7 месеци детето, кога ќе почне да биде активно во креветот, знае да бутне нога помеѓу решетките и да се заглави и сакајки да се одглави, да се сврти, да направи скршеница или некоја друга повреда. Така да топло советувам транспортни кревечиња како опција, ем се многу поевтини, а ем истото душече може да го стават во транспортното кревече многу попрактично како опција за новороденче, за да поминат поевтино, а детето да биде побезбедно во креветот кај што ќе спие. Релаксаторот како опција веќе ако го купиле, може да го користат само кога детето будно. Мислам дека правевме на емисија за оние деца што се угушија во Америка или кај беа од релаксатори, значи во релаксатор дете не сме да спие, па после се докажа дека е сит синдром, тоа што починаат тие дечиња. Значи во релаксатор само кога е детето будно и на кратко им одговара, тоа е позицијата како во стомакот на мајката, ама не е за да детето да поминува цел ден таму, значи главното развивање на детето треба биде долу на подот. Докторе, да поразговараме и за поделените ставови околу широкиот повој. Вечна тема. Вечна тема. Да. Дали на бебето да му се стави широк повој или не? Да. Од што зависи? Првен, најбитно е да не се става тесен повој. Значи, а што е тоа тесен повој? Тоа повој? она мотање како мумија што го правеа нашите баби. Значи, причината се, ја поздравам професор Поповска, баш разговаравме пред некој ден, значи, воведувањето на широкиот повој севкупно кај нас одигра важна улога во растргање на лошите навики на нашата популација, на лошите навики на нашите баби, и благодарение на тоа што го воведува тој широк повој ортопедската клиника, ги отргна тие лоши навики од нашата популација. Сега е време да работиме на едукација на родителите, за своите деца да ги однесат на ортопедски преглед многу порано, или најбово тој уште да се направи додека се во болница, да се направи ехосонографски преглед, со што би се исклучило исчеше колк кај дете. Значи, да може да се реагира. Диспазијата на колковите може малку покасно да се третира, ама исчешениот колк е најдобро да се третира одма. Но тоа не се третира со широк повој, туку се третира со специјални повликови кајвичиња или има уште понови апаратчиња кои што се пофункционални за децата.
а широкиот повој да остане како една превентива за тие деца што не стигнале да одат на преглед. Кога ќе дојде детето на преглед, ако е колку здрав, тука веќе докторот може да го трне било каква превенција. Значи сепак широкиот повој воведен кај нас да престанат родителите да стават тесен повој, а детето само се ги држи широко нозете и со тоа самото ги овозможува да ги движи нозете како што треба и сите тие работи. Ако детето е прегледано од страна на ортопед и колку е здрав, тогаш апсолутно широкиот повој е непотребен, сем ако гледаме дека нема комуникација со родителите, дека тие дома сепак ќе го мотаат детето како за да му ги исправат ноџињата. Имаше баш пред некој ден запишано на некој од нашите портали дека е добро да ги повивате децата со врзани рачиња, дека децата ќе спијат помирно и сите тие работи. Па и нас да не стават во лудачка кошула, и ние ќе спиеме може помирно, ама тоа не е природната состојба, значи екстремитетите треба да мрдаат, да работи детето со рацете и со долните екстремитети за да може тие да се развиваат како што треба. Например, кога носат децата широк повој, ние мораме на секој преоблекување да ги размрдуваме, но затоа што сепак тој ги ограничува во движењата колковите на детето, а додека ако детето слободно, самиот памперс прави нозете на детето широко да бидат поставени и детето само се ги држи широко нозете, ако лежи. А пошто нашата популација нонстоп ги држи децата во раце, ги доведува колковите во најнепрудни позиции, тогаш подобро е да стават широк повој него да го држат детето без него. Тоа ми беше следното прашање во однос на вежбите што ги прават со ноџињата родителите, доколку нема доколку е здраво детето и не носи широк повој и родителите го остават да може он да се мрда, значи детето ги прави сите тие вежби што треба ние да ги правиме. Значи едно детенце не престанува да мрда. Проблемот на нашата популација е што константно плашејќи се од детското плачење, кога сме кај детското плачење, значи детенце се раѓа и ако не плаче, што значи дека нешто не е во ред со детето. Значи детското плачење дава живот на раѓање, после тоа доаѓаат бебињата во сала со 50 бебиња плачат, сестрите едноставно сем да им дадат храна и да им сменат пелена, не може да ги земат сите деца во раце, така? И таман се навикнале децата дека излегле од стомакот на мајката и најнаш доаѓаат дома и при првото заплакување се зема детето и се тресе по цела соба. Значи, во тоа тресење се прават ужасни грешки со децата. Baby shaking синдром е една од тие проблеми, на пример. Што се случува со мозочето во тој момент? Тоа е, ако се тресе преинтензивно. Премногу секакво тресење, значи тоа е зошто луѓето добиваат морска болест кога ќе бидат на брод, заради тоа лулање на мозокот. Ама кога е тоа толку интензивно, мозокот буквално се удира во черепот, што детето добива мини потрес на мозок и се несвештува. И затоа тие родители што мислат дека го заспале детето, кој ќе го спуштат во кревет, оно се буди, не всушност се буди, туку се освестува. Тоа е една ужасна грешка на популацијата што прави работи затоа што нашата баба ги правила или затоа што нашата соседка ги правила. И ние мислиме дека и ние тоа треба да го правиме со нашето дете, а дали е потребно не. Значи љубовта може се даде кога ќе седнам да си го гушнам бебето. Значи ако детето го гушнам и дека уште плаче, не значи дека јас треба да станам и да почнам да рипам по соба со детето. Рипањето по соба е како Хајмлик маневр. Цревата рипаат, ја притискаат диафрамата, детето не може да земе воздух и практично од тој глад за воздух прекинува да плаче. И зошто докторот ортопед збори за овие работи за плачење на децата? Затоа што ни доаѓаат дечиња на годен ден кои што не знаат ништо да прават, затоа што родителите им висат во раце зашто не може да го издржат детското плачење. А детското плачење е најубавиот звук на планетата и едноставно после се малтретираат со физикални терапии, се малтретираат со еден куп работи, а да го оставиле детенцето да го галат, да му зборат, да го гушнат, да не го рипат по соба и ќе добијат детенце што е развиено како што треба. Значи, ако сакаме едно детенце да се развива како што треба, мораме да сватиме дека детското плачење не може да ги повреди. Кога сега ќе се вратиме на претходната тема и ќе го оставиме детето на подлога, кога ќе легне детето ќе си ги рашири колковите и ќе вежба со колковите константно како најдобар спортист. Како што вежба, ќе си ги примети, ќе почне да си ги гледа рацете, ќе си ги фати ноџињата, ќе се навали на страна, ќе си стркала на стомаче. Се што ќе направи детето ново во животот, со што ќе се соочи ново, како што плачало кога излегло од стомакот на мајката, така кога ќе се сврти на стомака, не било претходно на стомак, ќе почне да плаче. И тоа не е сигнал мајката да го спаси самото од себе,
затоа што кога ќе го крене детето од стомакот, кое што дошло на својот стомак, она го спасува од природниот развој. Детето се врти на стомакот за да научи да лази. Не се врти на стомакот за да се мачи себе си. И одно зашто не знае што да прави, почне да плаче, гледа дека се заглавило денаш или си го заглавило рачето, ќе го извадиме, ќе го поставиме, ќе му тропнеме со некоја тропка, ќе го погалиме, ќе му кажете дека сте тука сум, ќе го погалиш детето. И тогаш детето ќе го свати тоа постепено како нормално и самото мрдање на подот ќе го придвижи на подот и детето ќе почне да лази. Има две фази на лазење. Прво лазат назачки, па случајно ќе се потурнат од нешто или се вртат у круг. Првата фаза или во круг се вртат или лазат назачки. Во втората фаза ќе се потурнат од нешто и ќе почнат да лазат према напред. И тоа ќе направи најидеалната структура за развивање на тие колкови. И тука не треба апсолутно никаква вежба да се прави од страна на родителот. Докторе, но многу деца не ползат, ја прескокнуваат таа фаза. Ползењето кај децата е еден од процесите кои што е невозможно да се прескокне. Ползењето не постои кај една работа, тоа е, значи не збориме за здраво дете. Значи може да не постои кај детето само ако родителот не го става доволно на земја, да поминува времето на тврда подлога легнато. Деца например кои што се ставаат седнати, пошто кај нас мисла дека например надвор нема човек што знае да оди да не знае да седи, така? Седењето не е фаза од животот. Например, доколку децата не би требале да јадат кашички, ние не би ги седнувале, би ги оставале легнати и тие би дошле до фазата на седење. Седењето кај децата воопшто не е битно да се форсира. Тоа што е битно е детето од кога ќе се сврти на стомак да почне да лази, а детето лазејки кога ќе стигне до негде за да види нешто, самото ќе се постави во седечка позиција и ќе седне. Седењето, например, децата кои ги поставуваат со перници од страна, седнати во ќош, да не паднат, да добијат рамнотежата, не ќе ја добијат рамнотежата, ама тие дечиња што се учени да седат пред да лазат, тие дечиња место да лазат со 4 екстремитети, тие седат на задникот и со петите се влечат по подот и го прескокнуваат делот на лазењето, кој што не би требало да се случува тоа, ама знаете, не можеме во секоја куќа да кажеме се, ние можеме како доктори да кажеме што треба да прави, ама премногу силно влијание има кај нас. Секој што изгледал две деца мисли дека е поискусен него медицински лица кои што виделе илјадници деца и тука тоа влијание од страна на соседката, на бабите дома едноставно се наметнува до толку многу што дури до негде се уназдува децата во развојот и како сте пораснале ние. Па пред 50 години животен век беше 50 години, сега е 80 години, значи сме напреднале малку како општеството и треба да ги земеме тие работи во целост, придобивки, да можеме, иначе не би требало ни да се служиме со телефони, ни компјутери, нито да имаме телевизори, ништо, а ќе седиме со чекано тетлетото и ќе работиме. Значи некои работи одиме напред и тие работи кои ќе се докажат треба да се применуваат и да можеме да одиме напред со животот. Докторе, да им дадеме можност на гледачите, на мајките, татковците, но и бабите и дедовците се исклучително вклучени во процесот на... Но треба да се вклучат во гледањето на детето со љубовта кон детето, а не да се има суетата и да тоа што го знам јас е најдобро. Еве, ќе може да се јават во телевизија Телма, да постават прашање на телефонскиот број 3076-677. Доктор Антонije Хаджи Антоновски, ортопед во Орто Плюс 5, е гостин во студиото на денешната емисија на магазинот за родителство 0 плюс месеци. Верувам дека имате многу дилеми на денешната тема. Јас имам предвидено на вистина еден куп прашања, се надевам дека ќе успееме да ги разјасниме повеќето. Докторе, што се оние носилки како што е кенгурот? Значи, бебето се поставува на градите на родителот, на мајката, таткото, но еве може било кој друг да го носи. Дали влијаат на развојот на кокчињата? Зависи, има кенгури кои што влијаат, има кенгури кои што се ергономски и може да се користат, но зошто детето би го ставиле негде? Значи, детето излегува од стомакот на мајката за да може да мрда и да се развива. Ставањето на детето во кенгурот првен го прави детето да се движи со движењето на телото, а ние кога се движиме тоа е многу нерамномерно и тоа клатење детето обично ги заспива многу брзо и многу често кога ќе заспија децата знае да им падне главчето, а ние не го приметуваме дека детето заспало во таа секунда и симнување на скала,
препнување, таков трзе може направи вратот да направи повреда, да скине мускул или некаков проблем друг во вратот. Но исто така, сме имали од сега 2 или 3 случаи кога мајка се сопнала со кенгур. И имавме една со марама, една со кенгур. Значи страшно беше повредено детето. Значи 3 до 4 фрактури на детето имаше, плюс мајката беше повредена, што сакала да го заштити детето. Значи, зошто децата се носат во транспортери? За да бидат безбедни ако се сопнеме. Иначе ќе ги носевме во раце, ме разбирате. Кога детето е во кенгур, ние не можеме да го заштитиме детето зашто заштитувањето на сопствениот живот е несвесно. И тоа ставање на рацете некој пат знае да биде баш оно да направи повреда во тој момент, а детето не е мокно, поготово ако се работи за детенце кое што не проводело, но се уште нема јак врат, затоа ги возиме во колообратно од правец на возењето, зашто не може да го издржат моментот на кочење на колата прво напред. Паѓањето е исто како да кочи колата. А ако се прашувам јас, количка, кенгур, не. Кенгурот е неудобен и за оне што го носи. Севкупно, значи рбетот на мајките апсолутно 9 месеци се мачеле, нема зашто и татковците севкупно, значи самата таа тежина е неергономски поставена на телото, ние не сме кенгури, значи апсолутно не е наменето за да го користи. Според мене не би требало. Инцидентно да, нема проблем, одите негде кратко, треба да се користи, да. Има мајки, например, ќе ми кажат, се качуваме до 5 спрат, не можеме количката. Сега, кога ми кажат дека им ги крадат количките, ќе ја викам врзи ја количката долу на скалите, ми ја украдува 2 пати. Викам, немам тука зборови, кога ќе стигне нашава популација да краде колички, тоа што премаме за друго. Имаме гледач на линија, кој што очекува да се вклучи во 0 плюс месеци. Добар ден. Добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден. Поздрав. Ви благодарам. Докторе, до сега се што кажата, ја стиг се јаво, се што кажате се е на место. Така треба да ве слушат младите мајки и да практикуваат како вие што знаете. Ви благодарам. Него друго сакам да прашам. Повелете. Што правиме сега со децата, што по цел ден ќе седат на компјутер, ќе учат онлайн, ќе бидат сети искривени у ръбите, у кукови се, ќе имаме нездрава генерација. А вие ќе имате многу работа и дали ќе се спасте тоа питање. Рамците тежат по 30 кила на грбо. На шо личи тоа? Требаше, мислам дека требаше и вие овај момент да се вклучете со вашите, мислам, докази, мисли, правила, да се разбери и тоа дека не треба децата да бидат цел ден во седечка состојба. Треба да се движат, за да биде таа чисто да биде исправена, да бидат порелаксирани. Така ви Тоа е моето прашање. Така. Потполно се согласувам. Ви благодарам за вклучувањето во емисија. Сосема на место прашање, значи детските ранци се нешто невидено, значи ранецот на детето не сме да изнесува повеќе од 10% од детската тежина. Значи, самиот ранец, детето некој пат трча, скока со ранецот, ги набива прешлените, значи апсолутно прави штета на детскиот грб. Препорачувате да се земат ранци со тркалца? Тоа прави паротација, зашто само едната рака ја носи. Значи, се е тоа комплицирано. Значи, ја имам еден текст напишано за детските ранци уште пред, не знам, неколку години. И дури советував, па ме зафркава, ти си вика крив, зашто вика онлайн, вика учебници воведува во школите. На целата на тие онлайн учебници, кога го спомнав тоа е, например, детето да не ги влечка учебниците цело време напред-назад. Значи, добро е да си има дома учебник, или да имаш 2 на школа, ама да ги носи детето секој ден сите учебници во ранецот е навистина глупо според мене. И добро би било, дај Боже, да имаме услови да имаат некои екрани пред нив па на школа, да го имаат тој учебник, да не мора да го влечкаат дома на школа, па само тетратките да се носат, тогаш би било нека поприфатлива варијанта. А секако секоја шанса која можете да им помогнете на децата да го однесете ранецот, барем во тие прво, второ оделение, помогнете им, зашто тоа е ужасно. 8-9 кила, дете од 20 кила носи 50% од својата тежина. Навистина тоа се коси со секоја нормална работа. Плюс ранецот секогаш треба да биде затегнати кај шевите, ранецот да се подпира на почетокот на крлицата, да не бидеат пуштени кај шевите, па детето долу да паѓа ранецот да го повлекува према позади, па не биде скроз горе да качен, па да се подпира на лумбалниот дел од дрбето, тоа не е добро.
Тука има тие соодветни ергономски ранци кои што може да го следат делот на телото, па да го врзи со каеш малку да го потпре на карлицата. Значи има начини како да се заштитат децата, ама сепак носењето на ранци, а децата со ранци па се бркаат, трчаат и тука и како може да се направат проблеми. Тие ранци што со рачка треба се менува раката затоа што иначе таа ротација на телото што ја прави детето ако долго време за кратки дистанции не е проблем, ама ако долго време го прави тоа, сега на големиот му купи ранец со таков со рачка, јако го фати ранецот, тој го влече, ама ако пробав да го кренам, ја не можам да го кренам, како тоа дете ќе го стави, ако треба да го премести, да го качи на спрат, то сигурно му училницата на спрат, значи баш онака се замисли во моментот дали направив добро дело или сгрешив. Некој пат и ние не сме доволно паметни, ама им ги бараат книгите на школа, мора да се однесе, тоа е тоа. Имам уште еден гледач кој што очекува да постави прашање. Добар ден. Добар ден. Поздрав до емисијата, поздрав до докторот. Благодарам. И сакам имам две прашања уствари. Едното е за детенце што на пример сака да седи 7 месеци, бебенце уствари 7 месеци. Сака да седи и нон-стоп да е во седачка положба, на пример кога е легнато да се тегне, тоа трае 5 минути, меѓутоа повеќе сака да биде во седачка положба. И кога е во седачка е порадосен него во лежачка, на пример доле на земја. Добро. Дали тоа би било проблем или не знам што. И второто е треба да прави операција. Дали таа дали зависи може би од операција до операција би влијало на тој развој кај него да се унавлади. Претпоставам каков тип на операција, докторе, дали е важна? Па небитно, ако треба да се направи операција, треба да се направи. Значи ако докторот ги советува, значи сигурно нешто што е битно, така да и да влие, детето ќе се надокнади послам тоа. Ако е нешто битно, нормално дека ќе се направи. Секако за клемпави уши дека нема да го оперираме детето. Значи, ама за тоа детето сака да седи, детето сака да прави се што ќе му покажеме дека прави. Обично кога ќе му даеме рачиња и ќе ги кренеме во седечка позиција, и они поинтересно ме, ама вие земете го детето и летете го 2 дена горе во рацете, но ќе сака и да лета. Значи ние се што ќе му покажете детето што не може да го прави, нека го земе мајката да го стави на нозе, ќе сака и да стои на нозе. Ама детето ако може да седне само, нека седне, ние не му браниме да седи. Например во скут, нека го земе во 45 степени, нека го фати за бутките и детето нека си седне, нема никаков проблем. Ама да нема подпирач на грбот. А не да го седнам детето на земја и да го потпрам со пенеци или во ќош на креветот да го потпрам со пенеци, сака да седи, вака му е убаво. Супер, ај телевизор ќе му платиме, ќе му палиме, па нема ни да збори детето. Значи ние сакаме детето не се развива. Сакаме да не шета по цела соба. Ако седи нема да научи да шета. Значи мора да лежи и да се мачи за да може да си го постигне тоа. Седењето не е фаза од животот на децата. Ги ставаме во седечка позиција само за да се навикнат за хранењето, кој што ви кажа претходно. Ставањето на сила на детето да седи само прави оптеретување на грбчето, тоа ќе клапне, ќе се свитка. Плюс многу често кога ќе ги стават децата да седат, седењето нормално нозете да те бидат надоле под колениците за да можеме да седиме исправени. Плюс мора седењето ми биде малку повисоко за да, например, овдека ми е неудобно например мене, зашто седењето не можам автоматски да го исправам грбот затоа што седењето ми е премногу ниско. А на тоа детенце кој ќе оставите на кревет во седечка позиција и плюс ќе му го подпрете грбот, неминовно е да се свитка детето и да му се појават тие ребрести прешлени кои што не е потребно да ги има. Ќе го потроши цело масно ткиво позади прешлените и тие ќе се назабат како опашка на змеј. Значи апсолутно седењето е нешто што на пример детето ќе овежба на пример кај вас во скут во 45 степени и кога се шедете на пример за 7-месечно дете во количка, ќе ја постави количката 45 степени, ќе ги врзи долните каешеви и детето кога сака нека се седне, ама обавезно коленцата треба да биде према долу. На сила детето, на пример кога бара ќе додат например кај мене, ама детето ми бара рачиња за да седне, бара зашто некој им ги дал. Ако вие не му даете, детето не бара ништо. Детето не знае ништо, детето знае само како да дојде до изборот на храна, а тоа е со лазење и тоа го знае новороденче во првиот ден. Ставете го на стомака ќе го направи да дојде до храна, или кролинг рефлекс, тој баш рефлексот кој што го потикнува моментот на да дојде до изборот на храна, ама треба да детето гладно, ако е најадено, нема да го прави тоа. Тоа е тоа. Уште еден гледач очекува да се вклучи во емисија. Добар ден. Добар ден. Повелете. Да ве поздравам прво. Одлична ви емисијата и темите што ги имате, секогаш ве пратам и со првото и со второто детенце. Благодарам.
имам едно прашање за докторот, значи што мисли тој за јастучиња, за бебиња? За новородени до годинка еве, например, дали треба да спијат на јастук, на повисоко, на рамно, и за дечиња околу 4 годинки. Да. Ви благодарам за прашањето. Денеска на вистина добри прашања. Докторова беше следното што беше предвидено. Па имавме таква емисија, нели одговаравме цела емисија на прашања од родителите. Значи, јастукот не е потребен ниту за мене, ниту за водителката, ниту за вашето дете дома. Перницата е една од најголемите причинители на спондилоза кај луѓето. Кај цел ден е главата долу и уште во текот на ноќта знае телото да се смкне и уште повеќе да се потенцира таа спондилоза. А додека кај децата е непотребен комплетно. Детето толку е лесно што може да се прилагоди на секоја позиција. Кај децата апсолутно никогаш не треба да се стави јастук во креветот. Ако има потреба, например, педијатарот советувал да спие малку на повисоко, тогаш јастукот ќе го ставиме под душекот, не под главата на детенцето. Во принцип и да го ставам малку поголемо дете, сега мајката може има помало дете, поголемото дете например сигурно и да го ставите на јасток, кога ќе се разбуди на другиот крај од креветот. Ја не знам детенце кој што спие. Кој што спие во еден правец, се буди на цел во невозможни позиции во цел кревет. Единствено деца кои што спијат со своите родители, тие само користат перница. Зашто се навикнати во тесен простор да спијат и се навикнуваат на перница. А ниедно друго дете, тоа е ризикот што го земаат детето да спие со нив, тоа е еден огромен ризик на нагмечени, на сит синдром. Детето само да го допре носот до нешто може да се угуши, а камоли од родителите. Многу често имаме повредени деца ноќно време и паднати од кревет и нагмечени од уморни родители. Обично мајките што дојат од премор понекогаш ги остават покрај нив. Да, и после звонот од 12 сат кој ќе падне детето од креветот. Значи тоа што треба е дете никогаш да не спие со родител во кревет, треба детето секогаш да си биде своје во креветче. И за новороденчике да нагласиме обавезно спиење на грб, сит синдром, садан инфант дет синдром, тоа е ненадејна смрт на новороденче, нека се прочитаат, нека се едуцираат, нека читаат медицински сајтови, многу може да добијат. Значи никако на стомак, на грб. Значи ни на страна, ни на стомак, значи детето новороденче спие исклучиво на грб до моментот додека само не се сврте на страна. Значи ние не мора да го вратиме детето да спие назад на грб, која само ќе се сврте на страна. Ама тоа што нашата популација се паничеше дека мислеа дека детето готово ќе се угуши ако се закашла ноќно време, тоа се рефлекси кои што му го спасуваат животот на детето и апсолутно нема потреба да биде детето ставено на страна. Ајде уште едно прашање од гледач да слушнеме. Добар ден. Добар ден. Ево уште една можност за гледачот. Добар ден. Ало, добар ден. Да, повелете во програма сте. Поздрав до докторот и до водителката. Благодарам. Сакам да поставам едно прашање. Чувам внук од 16 месеци. Меѓутоа, детето до сега воопшто не збори. Јас го чувам, значи му зборам секој ден, меѓутоа ништо не враќа, само ете некои неартикулирани гласови како ако може да слушнете. Значи воопшто ништо не враќа. Не знае ни мама да каже, значи ништо. А сакам да ви напоменам дека навикнато и многу сака да гледа цртани филмови. Добро, ви благодарам за вклучувањето во емисија. Имате предвид дека денешниот гостин е ортопед, така? Значи ова е една сосема друга евентуално дека децата кои што растат, поготово нашите цртани не се надсинхронизирани и тие деца што растат со многу, например, со англиски цртани, тие се како да растат во билингвални семејства. И многу често говорот им е збунет, зашто детето има одреден фонд на зборови до некоја возраст, тоа многу побаво ќе го објаснат некои дефектолози или логопеди, кои што ќе ви објаснат дека тој говор детето е збунето и не знае како да ги употребува, да ги разложи. Како ќе созрее мозочето, оно ќе почне да ги говори двата јазици паралелно. Така, за доцнетиот говор ние предвидена емисија во 0+ месеци, следете на редовно во понеделниците и ќе можете да добиете конкретни совети на оваа тема. Докторе, да проговориме за процесот на проодување. Родителите понекогаш имаат желба што поскоро детето да прооди, бидејќи прават компарации со нивното прво дете или пак со детето на соседите и слично. И користат најразлични проодувалки. Дубакот е еден од нив. Вие немате
позитивно мислење. Не, За апсолутно дубакот. не. Сите тие помагала се ортопедски помагала за деца со специјални потреби. А тоа за надпреварот, убаво го кажа на почетокот, надпреварот меѓу родителите можам да поставиме на парола на влезна ординација дека детскиот развој не е надпревар меѓу родителите. Значи нема да добие награда тоа прво место што ќе надвор. На жалост и паметни и глупави знаат да одат, така да не зависи од интелигенцијата на човекот кога детето ќе проводи. Значи не значи дека е попаметно детето ако прво ни проводи умалото. Значи тоа што треба е детето да го пуштиме да се развива. Многу има комоција во тоа до кога треба да проводи детето. Не значи дека ако таткото проводел 9 месеци или мајката, дека и детето мора да проводи 9 месеци. Две близначиња па не проводуваат во исто време. Карактерот е тоа што го дефинира, редозналоста е тоа што ја дефинира кога едно детенце ќе проводи. Значи, постојат повеќе фази во развојот на одењето, мора да предходи лазење, зашто луѓето потекнуваат од примати кои на 4 екстремитети се движеле и карлицата е убаво заштитена од позади за лазење и она треба да се спреми за одење и практично секоја фаза од детскиот развој го спрема телото на детето да може да го издржи одењето. А кога нашата популација мисли дека ќе се напреварува и уште детето не зна да лази, веќе ќе го грамнат за раце и ќе го стават на стапала за да може да оди, детенцето доаѓа до искривување, доаѓа дечиња со искривени нозе, со искривени екстремитети. Впрочем, и зошто се вика тоа паткање, затоа што одат посам како патки кога ги држат за рацете. Нормалното проводување оди во 4 фази. До 15 месеци детето треба да се исправи на нозе, посам тоа втората фаза рипка во место, ги зајакнува стапалата и губи еден рефлекс на грчење на прстињата, кој ќе го изгуби тој рефлекс, почнува да се движи на страна, добива координација на телото, па кога сака се стигне до некоја точка си лази до таму, пак се крева, секој кревање, спуштање е вежба. Откога ќе добие доволна сила во сигурност, храброст, одредуване на дистанца се пушта на прстиња, стига до таа точка и едноставно успеало да го помине целиот тој трак. Тоа проводување од една точка до друга точка во медицината е до 3 годишна возраст. Еве да кажеме дека до 2,5 годишна возраст, ја да сега не сум имал детенце по 2,5 години, ама до 2,5 и како имам полно дечиња. И тоа се обично дечиња кои што проводуваат покасно, се обично дечиња кои што имаат малку полавави зглобчиња. И они чекаат тие зглобчиња да ги зајакнат. Тоа се обично луѓе кои ќе го отварат лактот, што им се отвара лактот малку повеќе него нормално. Обично го имаат тоа и на колената и затоа на тие луѓе колената им одат према позади, ако се форсирање за одење. А додека детето доколку не е форсирано, тоа ќе ги зајакне доволно мускулите, тие мускули ќе се затегнат, мускулите кои се зајакнуваат се скратуваат и ќе направат физиономијата на подколеницата и на стопалото биде како што треба и тогаш детето ќе може да пушти некој чекорче да оди и не значи ништо, значи нема дете да тргне на 3 години на школа па ние да се секираме. Значи дури само ако касне, тогаш касне даваме вежба за стимулирање на одот, тоа е паткањето, што таа вежба ја даваме на пример кај деца со проблеми, кај што ќе утврдиме првен зошто е причината зашто касни детето. Ние денеска не можеме да утврдиме дали едно дете касни со проводувањето зашто од 9 месеци ги грабнуваат децата за раце и ги учат да одат и после ние не може да оцениме дали тоа детенце има проблем или нема проблем затоа што е форсирано и после тоа кога ќе почне да оди детето и најнаш ќе падне и не може да оди и после ќе се пропушти некоја битна работа која што невролозите не би можеле да ја приметат на време затоа што детето е форсирано за одењето, значи, а требало да се почека. Процесот да се забрза како што сметаат родителите. Има една интересна мисла што многу често ја кажуваат професорите од Австрија. Вика стави го детето во пештера, дај му храна и вода и побово ќе се развива него дома со луѓе што го сакаат. Од што не знаеме што да правиме глупости зашто ги гледаме сите други дека ги прават и мислиме дека тоа е правилно. Многу едукација треба за популацијата и ние да допринесеме малку да може да се отрнат од стегите на минатото, да може малку да размислуваме нормално и да функционираме. Љубовта има толку многу начини како да се даде кон детето, а не со работи кои што само да ќути детето. Као да е плачењето најголемиот проблем или незадоволството и трпението. Значи, на толку различни места може да се даде љубовта, во безбедноста,
во зборувањето, во трпението, значи на 1001 место каде што може да направиме утре детенцето да расте убаво и да функционира како што треба. Тука ќе погледнеме еден блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме. Мислам дека ќе имаме време да проговориме и за рамните стапала. Добре. Останете на Телма. Продолжува денешниот магазин за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Зборуваме за најчестите ненамерни родителски грешки кои што создаваат проблеми во ортопедскиот развој кај децата. Доктор Антонije Хаджиантоновски е гостин во студиото на Телма, инаку тој е дел од Орто+5. Докторе, имаме гледач, ми дадоа знак да му дадеме предност, а веднаш потоа продолжуваме со предвидениот концепт за денеска. Добар ден! Добар ден. Се надевам дека се уште тука. Да, се слушаме, повелете во програма сте. Не ја фанав емисијата од почеток. Не знам дали сте зборувале за тоа, се работи за 6-месечно бебче. Легна беб на ортопед. Докторот нешто забележа на левото колкче и после ме прати на рентген. Ја прати снимката, после ја вида докторот, рече дека е добро, а после радиологот пиша обостран приуказ на епифизни јадра со уредна централна склероза на ацетабулумид. Па сега ме интересира што. Не верувам дека склероза. Па не знам така го има пишано склероза. Гледайте, првен вака, кај 6-месечно дете не би требало да се прави рентген, затоа што може ако се сомнева докторот на нешто да се направи рентген, ако е повреда или нешто, за диагностицирање на дисплазија на колкови, подобро да се направи ултразвук. Значи, ултразвукот секогаш може да го диагностицира колко, дали е поставен. Значи, најверојатно му требало да види дали има епифизни јадра, чим се централно поставени, тогаш не би требало да е тоа проблем. Чим ти кажал доктор, впрочем, дека не е проблем. Да не се секирате на рентгенска слика, сите колкови изгледаат диспластично, зашто колковите се раскавица и на рентген не се гледат само коските на рентген, а не се гледа самата раскавица и на рентген личи колкото, затоа е ултразвукот е метода која што е комплетно призната како единствена веројадостојна метода додека е колкот раскавица. Значи, после тоа кој ќе осифицира колкот, веќе рентгенот е добра метода. Така да, ако се работи во прилог на дисплазија на колко, значи докторот се сомневал, може не гледал јадро на ехото, па веројатно затоа ве осификационо јадро и затоа ве пратил да види. Впрочем, осификационото јадро е како да бараме заби во устата на детето, значи јас до сега 10 години работам ехосонографија на колк, не сум видел јадро да не се појави. Значи, кога тогаш ќе се појави? Тоа е исто како запчето кај детето. Ако касно имаме малку да го можеме да го стимулираме, ама во принцип си функционира. Поетата е да се појави пред да проводи детето, за да даде малку цврстина на колкото, во принцип не е тоа толку голем проблем. Генерално, ако ти рекол дека докторот нема проблем, тоа е тоа. Значи, ултразвукот на колковите треба го прават доктори кои што се сертифицирани за следење на детскиот развој на колкот на ултразвук. Ние го работиме по методот на професор Граф. Докторите мора да имаат сертификат за гледање на колкот и да го работат тоа по тој метод. Значи, ортопедската клиника продуцираше и кадри за тоа, некои од нас се школува и надвор за тоа, значи секоја гледање на ултразвук на колкот мора да се измерат агли, да се класифицира колкот, дали е здрав, дали има потреба од третман, точно се знае кој агол како треба да биде. Таа класификација на колковите која што направи професор Граф е светски позната и функционира како што треба. Рентген е најверојатно претпоставам дека колегата имал причина зашто го пратил детето на рентген. Во целост, јас не памтам кога сме направиле рентген кај детенце во првите 6 месеци, во година дена, значи да само таму кај што сме имале прегледот би требало да го даде например на 7 месеци ишешен колк, па треба да се прави некрва репозиција, тогаш правиме рентген за да видиме, да, иначе апсолутно ултразвукот е метода со која што комплетно може точно да се златен стандард, убаво кажете тоа за поставување на. Ајде да проговориме, докторе, за чевличките за проодување. Вела дека родителите тоа е исклучително значаен момент.
За кои што се чека, какви треба да бидат? Да, чевлички за продување не постојат. Не постојат? Значи не постојат. Постојат обувки за одење и босо одење. Но што е со тие што се длабоки, велат, го зацврстуваат скочниот зглоб? Последниот конгрес сега што беше баш за стопало, баш еден професор од Виена го држеше предавањето, значи апсолутно кажа дека е ортопедската кондора е нешто што не треба да се користи кај детската популација, сем ако не е препорачена од страна на ортопедот, значи каде што како антибиотик. Ако поседувате рецепт, кој што ортопедот го нарача ортопедското помагало, тогаш го даваме. Зошто е тоа така? Затоа што еве статистиката, например, до 3 годишна возраст 93% од децата имаат рамно стопало. До 6 годишна возраст 60% од децата имаат рамни стапала. На 10 годишна возраст 28% од децата имаат 28 или 26, нема држите точно за процентот, имаат рамни стапала. Прашањето е зошто се тие ортопедски кондори кога природно развојот на стопалото, ако ние ставиме медијална подршка на стопалото кај навикуларната коска, а таа тука има масно перинче кој го штити, ја штити таа коска од импакти, ние правиме само притисок на детето и болка непотребно и тоа масно перинче го исторкуваме позади и после се прави како едно балонче кај петата кој што му смета на детето при одење. Значи ортопедските кондори се една работа која што треба да биде само од раката на ортопедот. Значи не се превенција? Значи не се превенција за детските стапала. Значи ве молам, ортопедската влошка е нешто што е лек. Значи лекот не треба да се пие без препорака од доктор. Значи во обична продавница не треба да имаме ортопедски кондори. Впрочем, користите логика, влезете во било кој светски бренд, ќе видите дека сите обувки се внатре. Што не знае цел свет, само ние тука на Балканот знаеме што се ортопедски кондори и како треба тие да се користат. Значи, мора малку да се користи и логика. Ако немаме нешто за едукација, ако не може да се едуцираме, тогаш мора да користиме малку и да логика, да се запрашаме зошто некој светски бренд кој што може да го тужат, има рамни обувки внатре. Значи, мој совет до сите родители е избор да ви биде секојаш патика. За децата, значи, да зборам за одење надвор. За дете што проодува дома исклучително босо. Значи, не чорапче. Ако ви е дома минус 15 степени, ставите им патики. А ако е плюс 20, тогаш детето треба да биде босо, како што лазело без ракавици, така треба да оди без чорапи. Колешката субспецијалист комшика не треба да каже дека детето ќе се смрзе од ладните стопала. Значи, тоа што треба стопалата се наменети да бидат ладни. Значи, тие ние треба ги заштитиме ако качуваме Монте Еверест, ако одиме надвор на нешто опасен терен. А не значи дека треба да ги заштитиме дома кај што е 25 степени, кај што имаме дури подно грење и уште чорапче и папуча ќе му облечеме на детето и после сакаме да оди нормално. Значи мало чорапче ги притиска прстињата и не прави тие да функционираат како што треба. Тестирајте еден викенд без чорапи дома со децата, ќе видите дека дали ќе настинат, значи да ги трнеме тие заблуди од нашата популација, значи ладното не ги разболува луѓето. Кога ме боли зап, стоматологот ме советува ладно да ставам. Кога ќе кашлам кој ќе кашла детето, педијатарот ме советува извади го на ладен воздух, ќе се смири, вистина се смирува. Зошто? Затоа што ладното го намалува воспалението. Па кога ќе се удри впрочем некој кој ќе има оток, докторот му препорачува ладно да стави. Па како тие луѓе не се разболеле? Како фудбалерите кои играат на снег утре дента не се болни? Значи мора да сватиме дека ладното денеска во 21 век, дека луѓето се разболуваат од бактерии и вируси, дека ладното не ги разболува. Така да дома боси, слободно боси. А надвор со обувки, најдобро е патика, да не купуваат непотребно, кај нас метро снег нема да не шетаат со дечиња што проодале на метро снег, да не купуваат непотребно чизми, водоотпорни и така натаму, значи но есенско патиче може да помине скоро цела зима. Има сега многу убави на кинеските за нарачување, како се каже да не преме реклама, значи има онакви како навлаки гумени со крампонки одоздола за по 1 евро се. Трга врз патиката го става дозгора и добива зимска обувка за 1 евро, не мора да купува чизма. Како заштита една. Ова е многу практичен многу практичен. Јас го имам за моите деца, значи кога е да врнат врз патиката, плюс кога патуваме
не мора да носиш и чизми и патики, само го ставаш врз патика да добиеш зимска обувка за без пари, така да е многу практично за употреба. Силиконски навлаки се тие обични. Имаме гледач кој што малку почека. Добар ден. Добар ден. Повелете. На телефон е Драгана од Тип, мајка на тројца синови, едниот е 7-годишен, а другите се близначиња од година и пол. Докторот толку ми одговори на прашањата што ги имав, толку добро ми објасни што немам што многу да прашувам, само кратко би сакала да уште еднаш да кажам дека синчето од 7 години има рамни стапала и бевме нели на ортопед и нормално ни дадоа некои вежбички со некои помагала. И сега моето прашање е токму во однос на тоа каде е нашата грешка до сега. Точно дека носел папучки по дома и во градинка, тоа е точно, дека се внимавало нели да не оди бос за да не настине. Но што понатаму како со другите дечиња да не ја повториме истата грешка. Значи тие сега се развиваат, одат веќе, едното од близначињата оди пред 1 годинка, 1 месец, а другото од кога наполни 1 годинка. И за нив да прашам кога е најсоодветно да го посетиме ортопедот. Да. Така, ви благодарам. Нема никакви проблеми до сега. Така, ви благодарам за вклучувањето во посетата е 2 месеци после стабилно одење надвор. Значи 2 месеци треба да оди надвор за да дојде детето на преглед, да. Што се однесува до убаво го постави прашањето, значи што да направи? Има еден многу убав тест. Дома детето нека застане пред вас и нека се подигне на прсти. Првом погледнете петата од позади, ако петата се коригира и се појави лакот на стопалото, значи детето има здраво стопало. Што има во моментот е слабо, мрзливо стопало кое што треба да се зајакне. Ако не се коригира стопалото, тогаш може да се работи за проблем со стопалото. Втора работа, погледнете го кога детето стои на прсти, дали се подпира на палецот или палецот го крева во вис. Многу често децата при одење не го користат палецот, например ради мали обувки. Децата седат со свиткани прсти натре во обувките и газат пета табан и палецот не го користат. И кога ќе застанат, они заради анатомијата на подколеницата, кога ќе го трнеме листот, има два мускули, едниот е за сите прсти, едниот е само за палецот. Кога децата не го користат тој мускул за палецот, тој е долг и тенок. И тој прави стопалото да падне во внатрешна страна. Значи, стопала кој што се петата, тоа е калканов валго се вика, кога петата паѓа премногу, многу често, значи, кога доаѓа малтене до луксација на самиот зглоб и тоа е заради кратка ахилова тетива. Значи, тоа е докторот кој ќе го види, одот знае да ги препознае тие работи, да изреагира дали со вежба, дали со физикална терапија, дали со помагало, значи тоа е одлука на докторот. Генерално вежба на прсти, джогинг на прсти, он е лесен джогинг на прсти, да почнат децата да ја користат палците, затоа што палецот е најбитен прст, најак прст во телото, а многу децата во праксата не го користат. Значи, половина децата кога се подигнат, палецот им се крева нагоре, а тој е најсилен прст кој што треба, значи нека пробат било кој од луѓето као да паднат према напред, ќе видат дека единствен прст на кој што ќе се потпрат е палецот. А тој децата не го користат. Имаме дечиња што не може да застанат на прсти, збориме за 10 годишно дете кој што во најактивна фаза од животот, он не може да се крене да стои на прсти, но одма му паѓа. Тоа е само заради неактивноста што кажа таа госпоѓата дека децата се неактивни денеска и тоа е сосема точно. Добив знак дека тука треба да завршиме, но сакам едно прашање сосема накратко, бидејќи децата многу сакаат да скокат на трамполини, дома скокаат на душекот на креветите, еве сакаат да бидат активни. Проблем е тоа за стапалата? Не можеме не си цела среќа да им ја сопреме на децата, но дете веќе кое што има, значи ако не е активно детето, а активноста е изразува со скокање на кревет, тоа е проблем. Значи скокањето или оние рипкања ќе зема децата од скот и ги скокаат во скот, а детето тука си ја витка ногата како на вас на улица да ве се свитка ногата. Кога рипа на креветот тоа е платно или трамполината исто. Стопалата пропаѓаат од средина, се олабавуваат натрешните структури на стопалото и стопалото паѓа посам према внатре. Ама ако е детето доволно активно, би можело да ги користи тие справи. Со тоа што на трамполина пишува на секоја трамполина дека е над 10 годишна возраст. Трамполината за кој ќе скокне детето се дочека на прсти, а не на цело стапало. А детето по 10 годишна возраст не може тоа да го прави. Нашите деца не можат ни на 10 годишна возраст, така да
тоа е одлука што родителите ќе си ја преземат за своите деца. Јас ви благодарам за вашето денешно гостување, што прифативте да дојдете во телевизија Телма, одвоивте дел од вашето време, а имавте многу пациенти. Да, ги презакажавме, направивме, дојдовме за сепак е ова добро за сите. Едукацијата на популацијата е нешто што мора да се прави и таа одговорност мора да ја преземеме сите. Се надевам дека повторно ќе бидете наш гост. Ќе дојде обавезно. Почитувани, ова беше се во денешната емисија во магазинот за родителство 0+ месеци. Се гледаме секој работен ден на Телма. Во понеделниците го гледате магазинот за родителство, а од вторник до петок Телма амбуланта. До гледање.